Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Сибирско доживување. Студениот сибирски ветер гребел со своите студени прсти по дебелите ѕидови од куќата. И покрај двослојните подови кои биле покриени со дебели теписи, скоро па да било опипливо како студенилото течело околу нозете на 13-годишна Олга, додека со брзење го завршувала своето облекување и зачекорила во кујната која била исполнета со разни мириспи. Тешко е да се сети дека некогаш тука било лето, додека надвор било 40 степени под нулата. Незиниот татко кој бил надгледник на железничката станица, веќе заминал на работа. Олга се вовлекла во својот тежок кабут и ги зела своите школски книги. Токму кога стасала до вратата, страшен удар ја стресол целата куќа. "Мајко!" вриснала Олга. "Што се случило?" "Ох, Олга!" Лицето на мајката ѝ било бледо. "Не знам како тоа можело да се случи, ама мислам дека се имаат судрено 2 воза. Ништо друго не би можело да причини толкава јака бука." Мајката и ќерката брзо се замотеле во своите најтопли облеки и истрчале преку вратата. Поминале покрај човек кој трчал низ улиците, молејќи секого кој имал конј и санки да побрза до железничката станица и да помогне во превезувањето на повредените до болницата. Мајка и на Олга и ги грабнала рацете кои биле во нараквиците и ги ставила во своите. "Јас сум медицинска сестра, морам да отидам и да им помогнам на луѓето." Олга кимнала со главата. "Оди, мајко, јас ќе го побарам тато." Мајка ја снемала во дното на улицата, а Олга се упатила кон железничката станица. Се стресела што од остриот студ, што од стравот, додека го приврзувала нивниот голем и силен конј за санките. Приближувајќи се до железничката станица, можел да види дека сите тамо биле во голема паника и збунетост. 2 воза на вистина се судрила. Што ако и тато е повреден? Или бидејќи тој е надгледник на станицата, можеби ќе биде обвинет за несреќата. Наваму, наредувал гласот. Во прв миг девојчето не разбрало дека човекот неизи се обраќал. Го насочила својот конј до местото на кое тој ја упатил. Веднаш неколку мажи почнале да ги ставаат повредените луѓе на санката. "Ве молам," ги молија, "дали некој го видел надзорникот на станицата?" Никој ништо не ја одговорил. Наместо тоа и кажале да побрза до болницата. Конјот се исплашил поради неверојатната бркотница на улицата. Семејството на Олга редовно не одела во црква, покрај тоа што постоела ортодоксна црква во нивниот град. Ама баба и кажала: "Повикај го Бога кога си во неволја. Олга, тој е секогаш тука." Го кренала своето лице. "Те молам, Боже, помогни ми." Сретнала и други санки и забележала дека возачот ги водел своите коњи. И сторила дека тоа е подобро управува со санките отколку таа. Брго ги сопрела своите санки и излегла. Ја погалила убавата глава на конјот, нежно зборувајќи му, а потем ги грабнала дизните и почнала да го води. Можела да почувствува како од време на време ја повлекува главата, ма сепак подобро му било. Во болницата бргу ги извадиле повредените од санките и било наредено да се врати назад на станицата и да ги преземе другите. Копнела да си ја побара мајка си,
Наместо тоа го свртела конјот и почнала да се враќа. Студенилото почнало да продира во низината тешка зимска облека, се додека не се вкочанила од студенило. Помогни ми да можам да продолжам, Боже, шепотела Олга. Меѓу пациентите кои биле натоварени на низините санки, овој пат била и една расплакана беба. Некако е одвоена од низината мајка. На брзина ја обяснил еден работник. Може би таа не преживеала. Олга уште еднаш го водела својот конј кон болницата. Плачењето на бебето станувало се поупорно. Го сопрела својот конј, отишла до санките, го зела бебенцето, се обидувала со лулкање да го утеши бебето додека во една рака и биле дизните, а во другата бебето. Овој пат и се сторила како болницата да била 2 пати подалеку. И било толку студено, повеќе не можела да ги чувствува своите образи. Кога конечно застанала пред болницата, дотрчала мајка и двајца болничари. Мајка и го зела бебето. Имаме млада мајка која вреска по своето бебе. Тоа мора да е тоа. Мама, толку ми студи, да сум се скочанила од студ. Не можам да кажам дали се уште ги имам образите или не. Солзите ја останале на образите на Олга бидејќи биле заледени. Можно е да си се здобила со смрзнотици. Се загрижила мајка и влези внатре на лекување, ама конјот со него ќе биде се во ред. Оди ти внатре, и заповедала мајка и. Конечно, бркотницата во болницата се смирила како и тивки од жагор. Болничарите се движеле околу згрижувањето на ранетите. Олга повторно почнала да се ги чувствува своите образи. Го пронашла и бебето како срекно спие во преградка на својата мајка. Незината мајка изгледала изморено, ама била уште многу работа која требала да ја заврши. Токму тогаш Олга го приметила и службеникот кој стоел зад приемниот шалтер. Ве молам, господине, знаете ли нешто за надзорникот на станицата? Тој е мој татко. Загрижено го погледнала. Високиот човек се насмевал. Тоа е добро. Истоштено, ама добро е. Откривме дека несреќата е предизвикана по грешка на инженерот. Вината не е до надзорникот. Последно што знам за твојот татко е тоа дека тој го водел својот конј дома. Го нашли како талка по улиците. Олга бргу ги навлекла своите топли облеки. Токму тогаш кога сакала и кога стасала до вратата, татко ѝ зачекорил внатре. Олга му потрчала во преградка и набргу била стопена во неговата голема преградка. Подецна, додека тие тројца, мајката, таткото и Олга, си оделе дома, Олга тивко кажала: верувам дека постои Бог. И јас, кажала незината мајка. И јас исто така, додадел татко ѝ. Подоцна, мајка ѝ направила густа супа од домот и додека таткото и таа се хранеле и ја местеле простирката за добриот конј. А кога седнале да уживаат во топлото јадење, прв пат, колку Олга можела да се сети, незиниот татко кажал молитва. Тоа бил најлошиот ден во незиниот млад живот, ама и најдобар. Исус од небото дојде, од гревот не избави, за нас тој на Голгота појде, таму распнат на крстот е. Нешто поголемо
se to, što umre za nas, na ovoj svet zboruvan, to i krst Golgotski. Očevo krv vrela teče, a toj moli tatko svoj. Neka se koji što bara proška, bide svome v carstvo to. O imali gled, od ljubov da je nešto pogolemo, grevo da go otkupi, da Isuse to, što za nas, na ovoj svet zboruvan, to i krst Golgotski, na ovoj svet zboruvan, to i krst Golgotski. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надешта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Poštovani gledači, srdečan pozdrav do sita vas koji i v ova prilika odlučivte da bijete so nas, da prosledite ova emisija. Slušnost вие ја следите емисијата Библијата зборува. Пред нас е петото предавање во рамките на изучување на големите вистини на Светото писмо. Од каде гревот, страдањата и смртта? Тоа ќе биде предмет на ова наше проучување вечерва од Светото писмо. Ние живееме, почитувани гледачи, на свет каде што има многу беда, има многу страдања, жалости, солзи. Живееме во свет каде што владеат болести и смрт. Стравот и омразата и недовербата во човечките срца предизвикуваат злосторства, војни, крвопролевање. Денеска, навистина, живееме во еден луд свет, исполнет со секакви болести. Ова година, предходната, превладуваше овој вирус кој се уште е во оптек. Многу луѓе ги изгубија своите животи, многу стравови се вметна во нашите души, во нашите срца. Како животот понатаму ќе продолжи? Од каде сето тоа се случува на ова наша планета, драги гледачи? Ако е Бог љубов, зошто толку зло постои на овој свет? Зошто толку луѓето се мразат? Зошто толку злоба во човечките срца? Зошто лошите работи им се случуваат на добрите луѓе? Интересно, оние злите, под наводници, оние кои не го почитуваат Бога ни човекот, оние кои не веруваат во Бога како да им е полесно
da im je polesen život od nova planeta. Da li je to tako? Nije v ova predavanje, dragi gledači, ki se zapoznajeme, ko je izvorot, ko je začetnik od nasite loše работи, što se slučува nova planeta. Наистина живееме нови свет, нова земја, каде што стравот, омразата, недовербата во човечките срца предизвикуваат злосторства, војни и крвопролевање. Војните ги водат луѓето, оние интелигентните, оние паметните, би се рекол, кои произведуваат оружје од масовно уништување и луѓето, државите ги купуваат во самоодбрана, но и напаѓаат други држави. Луњите, поплавите, земјотресите, несреќите на копно, во воздухот и на водите се чести појави. Постојно сме бомбардирани со лоши вести. Понекогаш тие вести предизвикуваат и стрес кај нас, а стресот знаеме дека е причинител за многу болести. Мнозина токму и затоа се прашуваат, ако е Бог на љубовта, на милост, зошто не ја стави својата рака? Зошто не создал еден подобар свет од нашиот свет? Библијата токму ни дава одговор, драги гледачи. Денешните вести се повеќе се црна хроника, отколку нешто подобро, весело и напредно. Еве, имаме овде на екранов отпуштен работник во Калифорнија, убил 3 лица, убиец во бегство. Такви информации катадневно, секојдневно ни се сервираат во дневните вестници, на ТВ, на радио или на интернет. 17-месечно бебе малтретирано до смрт во Голема Британија, пред година дена виновникот се уште се бара. Калифорнија во пламен, илјадници домови уништени, 50 луѓе евакуирани. Грчката полиција уапсила албанци за серија убиства, шверц со дрога и оружје. Такви информации се секој ден пласирани во јавноста. Едноставно човекот не може да побегне од нив. Има ли некој подобар свет каде треба да заминеме, каде треба да отидеме и да избегаме од ова лудило? Ако е Бог добар, тогаш зошто постои толку страдање на овој свет? Зарем Бог не може да направи крај, да ги спречи сите тие лоши работи? Зошто тогаш добриот и нежниот Бог дозволил злото и понатаму да постои? И она големо вековно прашање, драги гледачи, од каде дошло злото? Како се појавило? Зошто Бог не ставил крај на злото пред да се расшири толку и пред да ги зарази сите? Знаеме ние дека секој пожар отпочнува со едно мало огинче, едно мало чкорче се запалува и така се проширува. Ако се на време тој пожар угасне, ќе се спасиме од големи последици. Дали било можно да се спречи и гревот и злото на ова планета, кога тек се зачнал тој грев, кога тек отпочнало со лоши работи? Зошто лошите работи им се случуваат на сите? Дали има решение? Верувам дека сите ние посакуваме одговор на нашите прашања кои ги поставивме во почетокот на оваа емисија. Навистина, драги гледачи, постојат некои правила, постојат закони кои го регулираат нашиот однос меѓу себе како луѓе, но и односот човек кон Бога. На жалост, во минатото, тој истиот тој човек кој Господ го создал, ги прекршил тие правила, тие начела, кои биле како заштита за човечкиот род на оваа земја. Господ на Адам и Ева им дал прецизни упатства и правила. Еве, да прочитаме на почетокот во 1 Јованова 3 глава 4 стих. Секој што прави грев, прави и беззаконие, и гревот е беззаконие. Овде почетокот, драги гледачи, на сето зло. Овде овој текст ни ја отвара вратата, дека гревот е причинител за се што е лошо на оваа земја. Ѓаволот, знаеме дека греши од почетокот, вели Библијата. Ѓаволот е тој кој бил причинител за појавата на злото и на гревот. Да прочитаме уште еден текст кој прави грев од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши од почетокот, па затоа и се јави Синот Божи за да ги урне делата ѓаволски. Значи, ѓаволот греши од почетокот. Тој уште горе на небото се дрзнал, се осмелил да се спротистави на Божето владење. Тој му се спротиставил велејќи дека Бог е тврд, дека Бог е многу крут, дека Бог многу бара, ништо не дава,
дека ја ограничува слободата на останатите ангели. И ако тој биде Бог, ќе биде поголема демократија, ангелите ќе може да ја користат својата слободна волја. Значи, тој наметнал нешто што дотогаш било непознато на небото во Вселената. Во 14 стих се наоѓа неговото име, кога читаме во книгата на Исаја, а и во Новиот Завет. Ѓаволот не е создаден, туку тој сам станал ѓавол, драги пријатели. Бог го создал како прекрасен ангел, четврт до Божиот престол. Тој се викал Луцифер, што значи светлоносец. Тој ја обвиткувал, ја чувал таа небесна стража покрај самото тројство. Тука се наоѓа неговото име, дека тој е ѓавол од почетокот, иако рековме, еве во Езекија 28 глава пишува дека тој бил еден од најубавите, најсилните ангели. Тој бил херувим, тој бил водаш на небесните хорови, бил доста интелигентен, по чин бил највисок чин носел од сите создадени ангели. И затоа тој не можел да биде Бог, иако никој не може тоа да ни го објасне кога, како и на кој начин се појавил тој рколец во неговиот ум, да од еден светлоносец стане темноносец, да стане отпадник, да стане ѓавол. Во срцето на Луцифера се појавила во почетокот гордоста и стремежот за највисока положба на небото. Тука се крие почетокот, тука е почетокот, драги гледачи, на злото. Во почетокот тоа било мало, рколец, но Господ толку е милостив, толку е демократ, што дозволил тој рколец да порасне, да се видат делата, негативните дела на тој рколец кој се зачнал во срцето на Луцифера. Ајде го читаме во Исаја 14 глава, 13 и 14 стих. А во срцето свое си велеше: ќе се искачам на небото, ќе го издигнам престолот свој погоре од Божите звезди и ќе седнам на гората во соборот на боговите, на крајот од северот, ќе се искачам до висините на облаците, ќе бидам сличен на Севишниот. Ги гледате мотивите, ги читате мотивите, драги пријатели, на овој голем ангел Луцифер. Првен вели ќе се искачам на небото. Зарем не бил на небото? Тој бил горе на третото небо, таму и Божиот престол. Тој бил поред Бога, поред тројството. Но, гледате, тој сакал уште погоре да се искачи. Ќе се искачам над Божиот престол. Ќе издигнам свој престол, погоре од Божите звезди. Се мисли на Божите ангели, да биде над нив. И ќе седнам на гората во соборот на боговите. Иако горе само постои тројство. Нема богови горе. Меѓутоа тој сакал да биде свој Бог. Ќе се искачам до висините на облаците, ќе бидам ист или сличен на Севишниот. Сакал да се изедначи со Бога, драги пријатели. Тоа било невозможно, како едно мало дете од 10 годинки да каже: јас сакам да бидам татко. Не може тој да биде сличен на неговиот татко. Тој ќе стане татко кој ќе порасте еден ден, да формира семејство, но не може никогаш да биде како татко му. Сатаната, односно Луцифер, сакал да стане Бог, да биде сличен со Отецот. И затоа во книгата на Откровение, во последната книга на Библијата, во 12 глава, пишува дека во еден миг настанало војна горе на небото. Исврлен бил сатаната од небото. Зашто повеќе не можело да се толерира. Бог не можел повеќе да го трпи. И настана војна, еве го тој текст, Откровение 12 глава од 7 до 9. Војна на небото. Михаел и неговите ангели војува против змевот, а змевот и неговите ангели војува против нив, но не устоја. И за нив веќе не се најде место на небото. И беше исфрлен големиот змев, старата змија, наречена ѓавол и сатана, која мами целата вселена. Беше соборен на земјата и заедно со него и ангелите негови беа исфрлени. Гледате овде Јован каков извештај ни дава. Војна на небото меѓу звездите. Овде се појавува името Михаел. Тоа е второто име за Исуса Христа, драги гледачи. Тој застанал на чело од таа голема чета на Божи ангели, кои војувале против сега оние поранешни колеги ангели кои сега се престроиле на страната на сатаната.
i povike ne im se našlo mesto na ona grupa na angeli koji Satanata uspjel da gi prelaže i bili isvrljeni, ovdje se ga Lucifer se narekova zmev, stara zmija, se narekova đavol i satana, ja mami celata vselena. To je pokušal da je izmami celata vselena, no ne uspjel. Ne uspjel, samo 1/3 na nebesni angeli uspjel da gi prelaže na njegova strana. I ponatomu Petar veli, zašto Bog koga ne gi poštedi angelite što zgrešija, tuko gi turnavo adot, so verigi na mrakot, gi predade da bidat pazeni za sudot. Angelite pak što ne se pokoruva na svoje to načalstvo i go napuštija svoje to živjalište, gi stavi vo večni okovi, vo mrak za sud na veliki den. Evo ovdje i Juda ni go to potvrdova. Jednostavno Bog povijek ne može da tolerira ta grupa na otpadnici, na odmetnici. Na nebo to postoji pravilo, dragi prijatelji. Postoji red i harmonija. Bog je Bog na red, na mir. Međutim, posle dolgo vremena toleriranja, na trpenje, povijek je veli tekst od ovdje, mesto ne im se našlo na nebo to, nova grupa otpadnici. I сега da vidimo kakva položba zazema Satanata na zemljata i što pravi deneska toj tuka. Otkako gi pobjedil našите praroditelji vo raju, Satanata ja prigrabil njimata vlast i zato sebe se smeta za knez na ovoj svet. Uspjel Satanata da gi prelaže Adam i Eva. I сега to je okupiralo ova zemlja kada što nije živeme. Apostol Jovanke zapiše, nema veke mnogo da zborovam so vas, oti ide knezot od ovoj svet i vo mene toj nema ništa. Isus go najavil Satanata kako knez na ovoj svet. Сега je sudot na ovoj svet, сега knezot na ovoj svet ke bide isteran nadvor. Naskoro Isus koji ke dojde po vtor pat, ke ga otera ovaj knez za sekogaš vo ambisot, za sekogaš ke bide uništen. Toj, njegovite demoni i site deneska oni koji go počituvat Satanat. Oni koji ne mu služat na Boga, automatski se na drugata strana. I zato prašenje za nas, dragi gledači, na koja strana se nije nalagame? Na Božjata, na Isusovata ili na ona otpadničkata. Izborot je naš. Nema treta opcija. Samo ima dve opcije. Na Božja strana ili si na stranata na neprijatelo. Đavlot je moćne aktiven. Neumorno to gi zavedува луѓето за да ги упропасти. И тој ќе измислува секакви вируси. Тој ќе измислува секакви војни, недоразбирање меѓу луѓето, да војува, да се убива. Само да човекот нема време да се подготвува за Бога, за средба со Христа. И затоа апостол Петар, односно Бог преку апостол Петар не предупредува сите нас како генерација денеска. Бидете трезвени. Зошто да бидеме будни? Зашто вашиот противник, ѓаволот, обиколува како лав што рика и бара некого да проголта. Драги гледачи, Сатаната е спореден со лав, а лавот е царот на животните. Сите бегаат од лавот. Ние не можеме да се спротивставиме на Сатаната сами. Потребно е да го повикаме Божиот дух, Светиот дух, Исус Христос, тука поред нас да биде и да не штити од оваа зверка, од овој непријател. И затоа овде вели бидете трезвени, да не бидеме духовно опиени. Секако ни физички не е добро да пиеме алкохол, зашто го штетува нашиот мозок. Да бидеме внимателни секој ден, зашто Сатаната е како мрежа која се фрла врз овој свет и тој сака што повеќе и повеќе луѓе да ги собере на негова страна. Како се појавил гревот во срцата на првите луѓе? Кои се последиците на гревот? На гревот секојаш му претходни грешна желба. И токму Јаков вели на секого, но секого го искушува неговата поход или желба, кој го влече и мами. Потоа похотата откако ќе се зачне раѓа грев, а гревот извршен раѓа смрт. Интересно, ајде сега да навлеземе и да се вратиме пред 6000 години, кога Сатаната успел да ја прелаже Ева и Адама. Сатаната ја навел преку змија Ева да го престапи Божиот закон, а Адам под влијание на Ева свесно ја престапил Божјата волја.
Змията се нарекува како медиум кој ја користил сатаната во Едемската градина. Во почетокот, кога Господ ги создал животните, змијата била сосема другачија, поразличита од денеска. Денеска змијата е проколнета после гревот и затоа Исус рекол, Бог рекол да си проколнета, од правот ќе се храниш и по земјата ќе се звлечеш. Но во почетокот таа не била таква, таа била прекрасно животно. Таму се одмарала во градината, заплеткана во грамушките на тоа дрво, од кое Бог рекол да не берат плодови. Но еден ден Ева залутала сама. Тука сатаната искористил приликата да ја праша Ева дали она што Господ и го кажал е вистина или не е вистина. Интересно, и тој податок да го знаете, драги гледачи, во Едемската градина имало 2 дрва. Од она другото дрво може да јадат, но од ова дрво на познавањето на доброто и злото, Бог им забранил. Тоа било еден мал круг од неколку квадратни метри, кај што сатаната единствено имал право и можност да ја куша Ева и Адама. Во останатите делови на градината, сатаната немал пристап, го немал тоа право. И затоа Бог определил токму ова место за испит на Ева и на Адама, да видат дали тие ќе останат и понатаму послушни на Бога, или сега ќе бидат послушни на новиот така наречен господар, ѓаволот. И Ева, на жалост, еве што направила. Тогаш змијата и рече на жената, не, вие нема да умрете. Бог знае од оној ден кој ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро и што е зло. Гледате, драги пријатели, драги гледачи, сатаната секојаш работи спротивно на оно што Господ го рекол. Бог рекол, ќе умрете, а доаѓа сатаната вели, не е точно. Бог ве лаже. И сега ја намамил Ева. Во почетокот самата змија откинала плодови и јадела и ништо не е било. И потоа жената, гледајќи дека родот на дрвото е добар за јадење и убав за гледање, и дека дрвото е пожелно поради знаењето, набра род од него и јаде, па му даде на мажот свој и тој да вкуси. Ева не убрала само еден плод, дали било тоа крушка или јаболка, не е битно, некој овошје. Таа набрала повеќе плодови, изела неколку и му дала на Адама. Значи, Адам не бил во почетокот заедно со Ева. Тој пристигнал после неколку минути, но доволно да ја види Ева како ги јаде плодовите. И сега Ева му дава и на Адама. Тој размислувал секундарно дали да вкуси од плодот или не. Почетокот си рекол, ако не вкусам, Ева ќе умре, ќе изгубам жената. И сега Адам свесно и тој и јаде од плодот. Свесно за да не ја изгуби, всушност ќе бидат и двајцата изгубени, подложи на смрт. Тие во почетокот живееле во една прекрасна атмосфера во Едемската градина. Тие биле господари на цел она што Господ им го подарил во градината. Тие управувале всушност и со животните. Се било подредено под нивна команда. Уживале во среќа и во радост. Се до оној час, до оној миг, кога не се појавил кнезот на овој свет, ѓаволот, ја прелажал Ева и Адама. И му заповеда Господ Бог на човекот и рече, од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото за познавање на доброто и на злото. Од него не јади, зашто во оној ден кој ќе вкусиш, од него ќе умреш. Гледате Господ како им кажал со озбилни зборови, како еден родител кога им кажува на своите деца, немој да гибате во овие жици, зашто има струја. Ако допрете, ќе бидете убиени. А деца како деца никогаш тоа не го искусиле. Адам и Ева не ги правдаме, почитувани гледачи, но Господ ги предупредил. Тие до тогаш не знаеле што е тоа грев, не знаеле што е тоа зло, не знаеле што е тоа болест, вируси, бактерии и нешто слично. Но требали да покажат послушност, требали да покажат послушност кон Бога. И жената Ева, како што спомнав, се одвоила од Адама и долго ги гледала тие плодови. Се восхитувала и црвот почнал да работи во низиниот мозок. Сатаната и шепотел и говорил, земи Ево, откини, ке видиш
ке доживеш нешто надприродно. И жената, гледајќи дека родот на дрвото е добар за јадење и убав за гледање, и дека дрвото е пожелно поради знаењето, набра род од него и јаде, па му даде и на мажот свој, па и тој да вкуси. Драги пријатели, ова е првиот чекор кон злото. Овде во градината Едемска на исток се појавил вториот чекор на гревот, би рекол. Зашто првиот чекор се појавил горе на небото, но овде сега е првиот, односно вториот чекор на земјава. Тешки животни услови се појавиле, страдање на душата и на телото, болести и смртта се последици на Адамовиот и на Евиниот престап. Така да ние не смеме да го обвинуваме Бога за сите зла денеска што се случуваат. И ниту за смртта. Смртта е последица на оно што Адам и Ева го направиле. Ние секако не одговараме за гревовите на Адама и на Ева. Ние ќе одговараме за нашите гревови пред Бога. Но затоа постои шанса, постои прилика да се вратиме повторно во таа Едемска градина. И тогаш Бог повеќе не можел да ги трпи, да ги остави да живеат во Едемската градина, како што не може Луцифера повеќе да обстане горе на небото. Тогаш Господ Бог го изгони, го истера од градината Едемска, за да ја обработува земјата од која беше земен. Откако пак го изгони Адама, постави на исток пред градината Едем херувим и огнено оружје кое се вртеше и натаму и наваму, за да го пазат патот кон дрвото на животот. Бог повторно покажал љубов, драги гледачи. Не им дозволил да јадат од оно другото дрво, за да го продолжуваат својот грешен живот. Вечно би живеели, би се мачеле, а никога не би умреле. Понекогаш смртта е награда, условно кажано, спас за големите болки и маки кои никако луѓе ги трпиме оптеретени од болести. И затоа овде Бог поставил ангел чувар. После некое време тој рај, таа градина била тргната, однесена горе на небото, а Адам и Ева со пот на лицето морал да ја обработува земјата. Жената добила проклество со мака ќе ги раѓаш своите деца. И ете, тоа се факти, драги пријатели, кои денеска ние ги чувствуваме. Но ајде малце да се осврнеме на Адамовото создавање. Значи, спомнавме дека се што постои на оваа земја е создадено со збор. Исус бил создателот. Но кога дошло време да биде создаден човекот, тука Бог се вмешал, односно тука Бог се дал себе си. Тој ги употребил раците своји. Погледнете ова фотографија, како Исус го обликува Адама од земја. И го создаде Господ Бог човекот од прав земен и му дувна во лицето дух животен и човекот стана жива душа. Ова вистината за потеклото на човекот, драги гледачи. Не сме ние од мајмуни. Еве ги овде мајмуните гледаат. Тие се создадени во 6-тиот ден. Бог со збор ги создал. Но човекот е круна на Божјата создателска моќ. Овде Бог се дава себе си. Дел од себе ткаел во срцето на Адама и на Ева. Го обликувал Бог Адама од земја. Имал мускули, не функционирале, имал срце, имал гради, имал нозе, се било комплетно, се доно и ми, како овде што вели текстот, и му дувна животен здив и човекот стана жива душа. Така да ние сме денеска почитувани жива душа, која ќе почине човекот, тој животен здив, таа животна искра, кај Бога се враќа, всушност изворот на животот, и човекот оди во непостоење. И затоа пише во Библијата, од земја си и во прав ќе се вратиш, во земја ќе се вратиш. Но постои надеж, постои искра и пат кој ќе го запали повторно Бог тоа тело, односно твојата и мојата личност. Бог повторно ќе ја поврати, кој ќе дојде Исус на оваа земја и повторно сите кои заспале со вера во Господа ќе станат на нов живот. Павле вели, сите сгрешија и се лишени од славата Божја. Таа слава која Адам и Ева имале во градината исчезнала кога погрешиле. Но затоа постои надеж, драги гледачи. Павле понатаму вели, зашто платата што ја дава гревот е смрт, а подарокот од Бога е вечниот живот во Исуса Христа, нашиот Господ. Исус ни дава подарок, драги гледачи, тоа е вечен живот. Дали ќе го зграпчеме, дали ќе го примиме, зависи од нас, од нашата послушност, од нашата оденост кон Господа. Ако негираме, ако го отфрлуваме Бога, ние самите се предодредуваме на страна на ѓаволот и на вечната смрт.
Денеска вакви слики секатедневни, секојдневни. Оптеретени сме. До кога ќе гледаме, ќе читаме некролози по нашите улици, во градови и села? До кога ќе има смртни поворки? До кога ние ќе тажиме за нашите покојни? Тоа се прашања, драги гледачи, кои постојано се поставуваат. Зошто Бог не ги уништил веднаш сатаната и демоните? Да не заборавиме уште еднаш, да се подсетиме, Бог не го создал ѓаволот. Тоа го кажавме на почетокот. Бог создал суштество со способност на слободен избор. И денеска понекогаш ние сме слични на ѓаволот, драги пријатели. Па зошто нас не уништи веднаш Бог, кога ќе погрешиме? Да си го поставиме тоа прашање. Зато што ние имаме слободна волја, Бог ја почитува. Еден ден ние ќе си даваме одговор за последиците, за едниот или за другиот избор. Каков би бил Бог? Каков би бил тој Бог кога сатаната веднаш би го уништил? Дали ние би сакале на таков Бог да му служиме? Што мислите вие за таквиот Бог? Што би помислили вие, драги гледачи, ако во една држава, еден премиер, кој е во позиција, има власт, секој кој ќе се појави како опонент или во опозиција негова, да ги убива, да ги затвара. Што би ние помислили за таков премиер која води државата? Дали би го почитували или би му служили од страв, од трепет, а не од љубов? Така да, овде Бог не смел така да постапи кон тој кој се појавил како опозиција сега првим во Вселената. Бог не смел да го убие, да го уништи, зашто останатите светови, интелигентни суштества би гледале и би рекле овој Бог нешто крие од Луцифера. Сигурно тој му открил нешто во неговата работа и сега го трга, го убива. И затоа мора да бидеме внимателни како ние поставуваме прашања и да не се лутиме на Бога, зошто Бог веднаш не го уништил Луцифер уште горе на небото. Можел, но последиците би биле многу полоши за целата Вселена. Кој чини неправда, нека чини неправда уште. И кој е оскврнет, нека се оскврнува уште. И кој е праведен, нека чини правда уште. И кој е свет, нека се осветува уште. Еве го крајот, драги гледачи. Ова ќе биде кажено наскоро, кога Исус ќе затвори вратата на милоста и ќе се упати кон ова наша грешна планета. Овде ќе биде запечатена судбината на секого од нас. Сега сме во време кога се уште може да се покаеме, кога се уште може да побараме прошка еден од друг и од Бога. Сега е време кога може да го отвориме срцето свое за Бога, за Исуса, и тој да не очисти однатре, но ќе дојде ден кога ќе биде се запечатено. Оној кој е лош ќе си остане уште полош. Оној кој е свет ќе биде запечатен. И затоа сега е време, драги пријатели, да го побараме Исуса и тој да биде постојно со нас. Како можеме денес да го победиме сатаната? Дали воопшто можеме? Апостол Јаков ги запишал следниве зборови. Па затоа покорете му се на Бога, а противите се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Приближите се кон Бога и тој ќе се приближи кон вас. Исчистите ги рацете грешници, поправете ги срцата своји непостојани. Драги пријатели, ако му се покориме на Бога, на неговите правила и упатства, ѓаволот ќе побегне од нас. Односно, ако го повикаме Исуса, Светиот Дух, тој ќе се бори место нас. И овде имаме сега повеќе стихови, јас нема да ги прочитам, меѓутоа овде се опишани искушенијата што сатаната му ги задал на Исуса. Во Матеј 4 глава од 1 до 11 стих. Исус имал 3 големи искушенија и што сатаната сакал да го наведе Исуса да погреши. Ако Исус погрешил, овој свет би бил за секогаш во рацете на ѓаволот. Но благодарение на Исуса, тој не подклекнал Исус, туку го одбил сатанат и неговите искушенија. И затоа, били тогаш ѓаволот го остави и ете, дојдоа ангели и му служија. Целта на сатаната и нас да не покори, и нас да не врзи да бидеме за секој со него, но затоа да се покориме на Исуса, драги гледачи. И пророк Исаја ги запишал следниве зборови. Не плаши се зашто јас сум со тебе, не се вознемирувај зашто јас сум Бог твој. Јас ќе те закрепам и ќе ти помогнам, ќе те поддржам со десницата на мојата правда. Не сме сами, драги гледачи. Господ е со нас.
Možeš bi ponekож našel brod duhoven, samo što ne potonal. Може ке не заплусни голем бран на вода, а водата е символ на проблемите. Да не очајуваме, нека биде се според Божјата волја. Исус вели, Бог вели, не плашете се, јас сум со вас. И затоа, нека Господ ни помогне да навистина сватиме дека злото не е од Бога. Ѓаволот е извор на сите зла. Тој е причинител на сите војни, на сите проблеми и смртта е само последица на она што се случува. Но наскоро кој ќе дојде Исус, ќе направи крај на сето тоа и тој ќе воспостави едно ново царство, едно ново време, кај што луѓето ќе живеат во мир, во благосостојба и за секогаш со Господа. Да се помолиме на крајот. Драги Господе, ти благодариме за ова вистина, за ова откровение дека злото, проблемите се од сатаната, тој кој ја прелажал Ева и Адама, тој кој одвоил 1/3 од небесните ангели, наскоро ќе му дојде крајот. Тој знае дека крајот му се ближи и тој ќе предизвикува уште поголеми земјотреси, проблеми, поплави, неволи. Но Господе, дај ни сила да издржиме, да не се уплашиме, туку да бидеме постојно на Твојата страна. Води ни, чувај ни по Твојата милост. Тоа те молиме, Господе, во името Исусово. Амин. Драги пријатели, почитувани гледачи, ми беше задоволство што можевме и во оваа емисија да се дружиме и посакувам секое добро. Се гледаме во наредната емисија Библијата зборува со нова тема, со ново предавање. Секое добро од Господа. Niko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Pučine su široke, Al ne kao ljubav Božja, planine su visoke, al još više ljubi Bog. morsko dno je duboko, Al ne kao ljubav Božja, svemir je bez granica, baš kao što ljubi Bog. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. pararam, dam, pararam, pararam, dam, pararam, pararam. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Ako tražiš istinu, Istina je u Kristu, smisao životu tvom. jedino daje On. Ako tražiš pravi put, On voli prema Kristu, jer Isus Krist je jedini. istina, život i put. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Kao što voli Bog. Kao što voli Bog.
Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежта. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежта, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежта и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежта. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.